Здраво, Македон Димитровски, добре ни дојде во Хајп. Кажи ми како си денес? Јас сум многу задоволен да бидам кај вас, ми е големо задоволство да се појавам на Hype TV. Нас не е уште поголемо задоволство што ти имаме како наш денешен гостин. Кажи ми дали имаш трема или се навикна веќе пред камерите? Јас веќе сум навикнат на камерите. Јас сум бил на телевизија многу пати, па затоа сум добар. Нема проблем. Така. Најпрвен сакам да те прашам дали се сеќаваш кога беше помал? Што правеше тогаш? Кога бев јас помал и ја од мала возраст сум бил заинтересиран во буквите и бројките, но јас не сум играл премногу со играчки, туку јас на омилената работа била таму да имам хартија и да си пишувам некои работи што на мене ми се интересни или на некои табли. Така. А што правиш кога не пишуваш и кога не решаваш задачи? Што сакаш да правиш? Па јас сум дете како сите други, па кога не решавам јас си седам дома или се излегувам со моите другари или се играм видеоигри како секој дете. Така. Дали можеби гледаш цртани? Дали имаш некој омилен цртан или пак тоа ти е досадно? Јас не сум презаинтересиран во цртаните, но јас гледам една серија што се вика Young Sheldon. Таа серија е за некој мало генијално дете и многу луѓе мене ме споредуват со него, но на мене не ми се допаѓа премногу таа споредба. Така. Да. Не сакаш да те споредуваат, ти си единствен и не сакаш да те прават споредба со други. Не е работата таа, туку дека Young Sheldon во многу работи не е добар, иако е добар во науката, не знае како да се дружи со други многу често. Дали ја изгледа серијата до крај, како ти се свиѓаше? Се ми се свиѓаше, сум ја видел 2-3 пати. Кажи ми дали имаш омилено јадење? Што најмногу сакаш да јадеш? Најмногу јас сакам макарони карбонара. Тоа ми е омилено јадење и тоа од едно место го прават најдобро. Од каде? Во Тетово. Кога свати дека ја сакаш математиката и кога почна да решаваш задачи? Па ја од мало возраст од 3-4 години, секогаш сум бил заинтересиран во математиката и броевите и на мене секогаш што ми било мерак. Кога сум бил мало, например, и на 5 години, ми тегна дека понекогаш кога ми било досадно во главата сум се занимавал со задачи што сум поставувал на себе. Значи кога ти било досадно ти си зимал да се занимаваш со задачи? Да. Од кого учеш и кој те научи најмногу или пак сам? Ја многу сум задоволен од мојот ментор Горан Милошевски, мојот ментор во Австралија, и тој овие 2-3 години многу ме учил, ме спремал за SAT и ако не било за него, јас не би бил до пола, што кажеш. Јас не би бил ни до пола. Многу од моите медали не би ги достигнал без негова помош. Така, поздрав и до него. Дали сега повеќе те радува што е распуст или пак тоа што имаш повеќе време за математика? Јас сум работел повеќе математика во школската година и затоа јас сега сум многу задоволен што имам распуст, што можам да идам надвор и да се дружам со моите другари. Така, малку и да одмараш. Сега. Да. Дали веќе се навикна луѓето да те препознаваат како математичкиот генијалец? Да, јас веќе сум навикнат луѓето да ме застануваат и многу ми е мерак дека има луѓе што вистина мене сака да ме видат и дека им е мерак да ме видат. Многу убаво чувство. Така, верувам. Кога некој ќе ти каже генијалец, што тебе ти поминува низ глава? Јас кога мислам на зборот генијалец, на моја возраст, ја мислам за некој што е исто како мене, исто како некој нормално дете, но само што вложува труд и сака да учи. Има мерак за таква работа. Дали некогаш кога не можеш да решиш некоја задача, ќе се наутиш на самиот на себе? Дали има таква задача? Па не премногу, бидејќи секогаш мора да има треба да има смиреност за да се поминува над преварите и на задачите подобро. Бидејќи ако јас сум нервиран, тогаш ќе не можам да ја решам задачата и не ми делува добро тоа. Така. Колку долго знаеш да размислуваш за еден тежок проблем? Па јас можам да мислам за еден тежок проблем, па отприлика пола сат ќе се трудам ако не можам да го решам. Така. А што ти е потешко? Да решаваш задача или да треба да ја објасниш задачата на некому? Да ја објаснам задачата. Задачите што ја ги решам над преварите и општо задачите што ги реша во физика
тоа го сакам се. Доста се комплицирани и има некој работа, еден трик што може да се разбере, или за кој решам за физиката, тоа е тешко да се објасни на некој, бидејќи има многу делови, па затоа јас знам како да решам задачите, бидејќи сум имал тренинг и за темите, и тоа е како скалица, мора да ги знаеш другите работи пред да го почнеш ова новото. Така, и потешко е да објасниш на некој, ти си го знаеш тоа. Така. А дали користиш вештачка интелигенција и дали ти помага она? Па во тренингот јас се користам вештачката интелигенција, но не ја користам премногу, бидејќи јас сепак треба да видам тој што ги решам задачите. Тоа само ми помогнува за кога не можам да решам задача и ме учи ако има некоја работа што не ја знам, а мојот ментор не е со мене, немаме час тој ден. Така. Што мислиш ти за вештачката интелигенција? Јас мислам дека е добра работа, но може да биде искористена лошо и не треба насекаде да биде пикната. Има свое место кај што е добро, но има и место кај што ако е ставено не е добро. Така. Да. Дали има некој предмет покрај математика што ти е омилен во училиште, а дали има некој предмет што никако не го сакаш? Јас многу сакам географија и историја. Тоа ми е омилен предмет, но не сакам многу да морам да пишувам текстови или да памтам. Така. Повеќе идеш по логика и по размислување. И по знаење. Да. Така. Сега сакам да ми кажеш колку медали имаш освоено. Јас гледам дека си накитен и позади нас имаме толку многу пехари и медали. Да ми кажеш која од нив што значи, која ти е тебе најомилена и на која си највеќе горд? Јас сум највеќе горд на SAT. Нема медала за тоа, но SAT е приемен тест за да се влезе во универзитет. На овој тест се полагаат деца, не ни деца, туку луѓе што се на 16, 17, 18 години возраст, а јас ја положив оваа година во јуни и јас добив многу добар резултат, 1440 поени од 1600. Овој резултат е многу добар и децата на моја возраст што добили таков резултат може да се бројат на прст. И то само на една рака. Така, ти си меѓу нив. Да. Так. И другите друг надпревар што сум учествувал овој неколку месеци е надпреварот на германската математичка олимпијада во Франкфурт, што учествував, каде што имаше околу 100.000 учесници вкупно. Така почнала и јас бев на финалите во Франкфурт, каде што јас во моја возраст на индивидуалната рунда го највисок резултат во пето оделение што го имало ич на тој надпревар. Исто така јас добив уште една медала на германската во средина на надпреварот Mad Challenge што е сложено со овој германски надпревар и на тоа добив една многу убава златна медала. Но тоа што го добив највисок резултат во мојата група, ми доби еден убав лауреат за најдобар ученик во моето оделение. Така, а овој голем трофеј позади нас? Овој голем трофеј е купот на уште еден многу важен надпревар Математика без граници. Ова е интернационален надпревар кој што имаше финале во Бугарија и јас добив многу медали. Добив златна медала на финалите за индивидуалната рунда, една бронзена медала за екипниот надпревар, кај што јас учествував со моите соученици на надпреварот, Ања и Михаил, многу добро што учествував со нив, и добив и на надпреварот по алгебра Лудовико Ферари еден сребрен медал. Сега овој куп што го гледате овде е купот за прво место, што е се вкупно на финалето и на надпреварите што биле пред тоа, трите квалификации. Овој златен куп е за прво место и јас многу сум задоволен од него. Плюс јас добив и награда математичка звезда, Math Star, што е дадено за најдобар учесник во некоја држава. Јас ја добив. И најголемата награда на овој надпревар беше титулата Апсолутен победник на надпреварот, каде што јас добив еден голем куп што беше подарен од градоначалникот на Несебар, градот каде што беше надпреварот. И само 4 деца од сите илјадници што учествуваа вкупно на овој надпревар го добиле оваа титула и убави и купот. Така. Мора да кажеме дека ова само се дел од твоите медали, ако почнеш да ги набројуваш сите, ќе треба да зборуваме до утре. Но има уште малце.
Друго, имаше еден надпревар Моемс на база на американски школи, каде што јас добив еден златен медал и го добив престижниот Леншнер медалион за перфектен резултат на сите 5 надпревари што биле таа година во Моемс. Така. Овој Леншнер медалион од 50.000 деца, само 300 деца го добија вкупно. И ти си еден од нив. Да. Какво е чувството кога ќе слушнеш дека Македонија повторно освоила злато благодарение на тебе? Јас сум многу горд од тоа што Македонија слави поради мене и јас со моите надпревари ја промовирам Македонија во светот на математиката и на интернационалните надпревари околу светот. Затоа ми е многу големо задоволство. Дали имаш трема пред надпреварите и дали веќе си можеби уморен од тие надпревари или допрва сега ќе почнуваш? Јас не сум многу уморен, но секако дека има малце трема, но таа е добра трема, бидејќи трема ми помогна да имам доста фокусиран. Ова година сум имал доста континуитет, затоа јас веќе сум во системот на решавање, затоа не сум јас толку уморен оваа година. Дали може да ми раскажеш сега некоја случка што ти има останато во сеќавање, ако се сеќаваш на некоја случка од надпревар, нешто интересно? Една случка. Јас мислам дека една многу интересна случка беше на германскиот надпревар, каде што јас работев многу за ова медала, месец дена и таму јас бев во многу тренинг сесии. И јас и работев и задачите, бидејќи јас толку сум тренирал, задачите ми личе доста интересни и доста лесни. Имало 40 задачи, а ја не го очекував тоа, бидејќи беа само 30 последни надпревари. И значи јас, бидејќи овие екстра 10 задачи ми правеа малце проблем со времето, јас работев и користев времето правилно и на крај го добив лауреатот. Така. А како си помина на последниот надпревар во Бугарија и дали се подготвуваш за некој следен надпревар? Последниот надпревар во Бугарија беше многу возбудлив и иако имаше баш тешки задачи, беа и добри на својот начин и јас на крај успеав да ги добијам медалите што сега ги покажав. Јас многу сум задоволен од надпреварот во Бугарија. Така. Каде се гледаш за 10 години од сега и што сакаш да бидеш? Во 10 години јас вистина не знам каде ќе бидам и што ќе работам, но јас верувам дека ќе бидам некаде ќе бидам успешен и дека ќе продолжам со се што ова го правам. Така, и ние ти посакуваме многу успех понатаму. А сега за крај сакам еден предизвик да направиме, ти да поставиш една задача и пошто кажа дека е тешко да објаснуваш, да пробаш да ни објасниш на нас, што не се разбираме толку тоа, да објасниш како ја решаваш задачата. Ова една задача што јас овие денови по оваа тема работам со мојот учител. Да. Милош. Еве сега ќе покажам како би ја решил. Работата е дека бара на ова y еднакво на sin 2x да се најде првиот извод. Сакам да пробам да објаснам дека во математиката првиот извод е кога има на пример некој графикон, првиот извод буквално кажува колку расте ако имаш некоја точка и ја добира, знаеш колку расте во таа точка целиот графикон, дали има расте или паѓање. И има таму една формула за наоѓање y и да се претварува, јас ја користев овде, и техниката за да го најдам одговорот. Така. Ние што не разбираме, ама тие што гледаат и што разбираат ке сватат за што станува збор. Да. Македон, фала ти многу што одвои време денеска да бидеш тука. Сега ќе те оставиме тебе малку да одмориш, тука ќе останеш со нас, а ја ќе поразговарам малку со твојот татко. Секако. Благодарам многу што јас можел да бидам овде, ми е голем мерак да се појавам на Hype TV. Благодарам многу што ми дававте ова шанса да бидам овде. Фала ти многу и на тебе уште еднаш. Владимир, кажете ми колку е убаво да се биде родител на Македон, а од друга страна колку е тешко да се биде родител на едно вакво дете? Што да кажам, само можам пофални зборови и е фантастично чувството да имаш дете како Македон со неговите способности, начинот на размислување. Пред се морам да кажам дека Македон е многу скромно дете и не заехтева некои посебни работи во однос на
купувања. Он единствено што захтева е да го слушаме. Додека захтевите во друга страна се поголеми него од другите деца заради тоа што бара внимание, бара поддршка, бара организација околу него, затоа што сите овие надпревари бараат и од наша страна голема поддршка и финансиска и секака. Така. Македон има преубаво и символично име и навистина представа македонска гордост. Дали вие го сакавте тоа име за него и која е приказната позади неговото име Македон? Македон го доби името на својот дедо. Значи, мојот татко се викаше Македон, а он е роден во Егејска Македонија и за тоа име мојот дедо ќе изгубил главата. Заради тоа што кога го ставил името на мојот татко, дошле да го апсат и он бегал преку планини, така да тежината на ова име е многу големо. И кога дојде време кога се роди Македон, не се двоумевме кое ќе биде името. Така да он е крстен на својот дедо. Така, и гордо си го носи своето име. Секако, дека гордо, он е горд на тоа име и секаде го носи по светот и ја промовира и Македонија. Така, а не може да седи мирен воопшто, ви сега почува нешто пак да решава. Сакав едно бонус прашање по таа тема, но ќе покажам на крајот. Важи, ајде. Кој е построг родител, мама или тато? Па за некои работи Тој мислам него ќе го дека Што тато, ќе кажеш ти? А јас ќе кажам дека ја кој тата е малце повеќе строг, сепак е тоа добра работа бидејќи со него јас тоа е баш што ми треба за да имам јас правилен дух за да одам на надпреварите. Тоа ми е добар поттик бидејќи со него и со неговата мотивација и со како се понеше со мене, тоа баш ми помогнува и баш е добар начин за се надпревари, да се труди, а некога е тешко да се предаде, туку да се продолжи. така. А значи мама повеќе попушта. И таа е добра, например кога нешто не ми е добро и сепак ми е добро да имам една голема поддршка од неа, па така и мајка ми и татко ми прават добар баланс во мојот живот. Јас сум многу задоволен од нив. Благодарам, Македон. Имавте ли можеби страв дека ете многу брзо напредува? Секако, затоа што немаме со кого да се консултираме, немаше база со кого би ние разговарали па да добиеме совети. Така да неговиот напредок не изгледаше многу брз и ден денеска, кој ќе сватиме дека на 11 години он е фактички запишан на факултет. Тодоше нема да го пуштиме одма заради тоа што и социјалниот аспект ни е многу битен. Битно ни е он да биде дете, да се игра со топка, да се игра со своите другари, да си има свое детство, зашто детството не може да се замени со ништо. Така да он ги положи овие тестови, значи покаже дека може, но ние ќе причекаме со тој едукативен дел во однос на идење на факултет. А заради тоа предизвикот беше тука и уште постои секако и се трудиме да најмногу бидеме негова поддршка за да може он да и понатаму успее. Така, сега кога веќе имате некој искуство, да кажам, што би им кажале на родителите кои имаат талентирани деца, како да ги поддржат, но во исто време да не им го одземат детството? Многу тешко прашање, не постои, да речеме, формула за тоа. Дури еден професор од Охрид, да го поздравам, Каверски, он има напишано и книга, прирачник на таа тема и Македонија од дел тој прирачник. Но пак ќе кажам, нема формула, единствено треба да се стимулираат децата и да се сватат. Многу луѓе ќе кажат, ама Македон ова, Македон тоа. Македон е посебно дете. Како децата што имаат посебни потреби, така и он има свои посебни потреби и не можеме да го компарираме со другите деца. Не знам, ова дете ова правило, тоа дете тоа. Он е свое дете, има своји размислувања. Затоа што начинот на размислувањето на Македон не е секогаш соодветен со неговата генерација, малце одскокнува по тие размислувања, по начинот на пристап кон нив, па и мотивацијата на друг начин, и затоа и многу викаат дека е гениално дете. Ние не можеме да кажеме за своето дете дека е гениално. Другите може да кажат, ние не. Ние можеме само да го поддржиме, така да и сите родители што имаат деца како Македон, е само да ги поддржат. Да
да им дозволат да се развиваат во прав правец и во тоа што го сакаат. Не да се наметнува некоја, не околината да ја диктира приказната. Затоа што многу често си земаат за право луѓе да кажуваат, да зборуваат како треба некој да се развива. А никој од нив не знае, нема и такво дете и нема такво искуство и не знае тоа кој ќе стане македонец бали што сака или на ручек или кои се неговите планови. Многу е лесно да даваш совети, ама многу е тешко тоа да го предочиш во дело, да имаме вакви успех и пред се не се медалите само успех. Успехот е да биде он среќен. Тоа е најголемиот успех, а не се медалите. Зашто медалите доаѓаат, ќе дојдат нови медали и така, али среќата е најбитно, да он си биде дете, да може да функционира, да биде социјален активен, да емоционално созрева, затоа што и тоа е многу битна работа, да биде, како вика, цело е кога има се. Така. А од оно што јас можев да го видам, он навистина изгледа како едно среќно дете и баш ми е драго поради тоа. Се надеваме така да гледаме, дури многу ќе кажат немојте да го форсирате. Кој може да го форсира некој дете, например, да учи кинески? Или да земе да пишува вакви формули, тоа ако не самиот. Ние дури имаме дома, водиме војна да му кажеме да не учи. Доста е, толку е, ограничување, стани сега искочи. Значи, обратно е од се тоа што го имаат луѓето представа за нас, дека ние го форсираме, дека ние сакаме од него да направиме, не знам, робот. Не, напротив, се е тоа контра од ова што. Дури во последно време не обвинува дека премногу го експонираме. Па неговите медали и успеси го експонираат, не ние. Ние не збориме за некои други деца, ние збориме за своето дете. Ние треба да ги скриеме неговите резултати за да не испадне дека е он експониран. Неговите резултати, овие се што ги гледате медали се во последни 3 месеци. Ние да ги извадиме сите, каде што он учествува, тоа е една соба. И се замислите за секоја само по 5 минути, тоа би биле цел ден да разговараме за која медал. Ама тоа е вистината, ние само ја кажуваме фактите, не нешто друго. Колку жртва бара се тоа? Колку време поминувате на патување, организација? Жртвата, верувајте, на цела фамилија. Заради тоа што сите во фамилијата се концентрирани околу него. Заради сите тие патувања треба да се организираат, да се најдат луѓе, да се тоа се направи, па и да се отсаствува и од работа и да се испланираат. А доста често ги има овие надпревари, така да, но кој ќе ги видите резултатите, сваќате дека све тоа вредело и дека имало за кого, заради тоа кој ќе се насмее Македонин, кој ќе го добиеме тој поглед на насмевка, кој ќе добие него медал, се заборава, ама се заборава, а нарочите уште кога он е и патриотски настроен, па кој ќе каже дека е тоа за Македонија, некако се тоа добија друга димензија, зар има нешто што може да го замени. Дали настапува, дали се надпреварува на локални и регионални надпревари? Убаво прашање. А заради тоа што Македон, додека учеше во основното училиште во Тетово, он учествуваше во тие локални надпревари. Кога се префрли во приватното училиште, он почнува да иде на надпревар каде што го праќаја од приватното училиште, тоа се американски надпревари, европски, и не учествуваше во локални, општински, регионални и други надпревари, заради ни една друга причина, не дека ние не сакаме или кај што го праќаја, таму одевме. А заради тоа што многу надпревари му се фаќаја, не можевме дополнително да го оптоваруваме со уште нови оптовари, затоа што гледате сите овие надпревари барем месеци работи, овие не се добиваат овие награди само со седнување одеднаш. Ова, например, СТ тесто 3 години го спрема. Овие се надпревари за Германија, тоа се 5-6 месеци тренинзи. Верувајте, секој ден, навечер преку ден, тоа се со менторот, затоа што има разлика, живее во Австралија, работат преку Zoom, па се станува во навечер, во ниедни часови за да се одржат такви, значи тие подготовки. Не е тоа лесна работа. Не е тоа од денеска за утре, тоа е тренинзи, како сите спортисти што ги имаат тренинзите, така и Македон ги има своите. Само што луѓето не го гледаат тоа и мислат дека
само со талент. Со талент не се добива 1% е талент, 99% е работа. Така е кај Македонија. Верувам и можам и да потврдам, затоа што долго време се договараме за интервју и Така е. секој пат беше дека он се спрема за нешто и за некој Да, вие натпревар. можете и да потврдите, вие, баш вашата телевизија, колку пати сум ве одбил да не дојдеме, затоа што има овакво надпревар, оваква припрема, тако, Така. да не експонираме премногу. Напротив, вие сте може да посведочите за целата работа, али морам да ви кажам дека сте најупорни од сите, затоа и дојдевме кај вас. Фала ви. Што за вас представува кога ќе се спомне Македонија благодарение на него? Па Македонија е се што имаме, затоа сме и уште тука. А он добиваше и големи, да речеме, од австралиската влада, мистори не е влада, туку од некој приватно училиште, стипендии се нудеа со големи пари да се префрлиме таму, но ние рековме дека ќе останеме тука, за сега сме тука. Нашата земја ни значи многу, така името не го покажува. Бекграундот што имаме, така да за сега сме тука и работиме за Македонија. Така, што следно имате во планови во блиска иднина? Па плановите сега малце ќе се менуваат, затоа што годинава достигнавме нешто што не планиравме дека до толку рано ќе стигнеме. А тоа е ги освои сите овие поголеми надпреварувања, го положи тесто, така да он, како што сега имаме договор, веројатно малце ќе направиме заокрет кон физика, кон други работи, како припрема за универзитетските денови. Затоа што не е само математиката, ни треба и други делови, а он е многу заинтересиран, гледам и во последно време и хемија доста се заинтересира, така да ќе добиеме еден поголем спектар, ќе гледаме од надпреварите да абстинираме, заради тоа што малце фокусот ни го губи. Ќе може да одиме на некој надпревар колку да ја добие во континуитет, но нема да ни биде приоритет тоа. Се надевам дека со тек на време самите, морам да кажам дека коцките сами се редат. Некогаш непредвидливо, верувајте дека пола од овие надпревари сме ги стигнале без да знаеме дека ќе идеме. Не ни биле во план. Па некој ќе ни предложи, па ќе направиме тоа и сме доаѓале до нив. Така да верувам на тие судбина на коцки, така да ќе видиме понатаму како ќе биде. И за германскиот надпревар, ние не планиравме да одиме во Франкфурт додека да не освои 100 поени на квалификациите. Така да, јас обеќав дека ако освои максимален поен на квалификации, дека ќе го носам за Франкфурт и он го направи тоа. И он се потруди и нема шанси да не го немаше назад, да, така да он е пак за тоа крив во позитивна насока. Дали имаш нешто да додадеш, Македон, што сакаше преска да ни кажеш? Сакав само уште една задача од истиот тип да ја покажам, овде е налево. Така? Исто е само малце потешко, да. Истата задача или не? Не, па слична задача, само со друг број што ги работев со мојот учител, Горан Милшевски, сакам пак да го спомнам, многу голема помош ми е. Така. Да, јас исто би додал дека најбитно за Македонија и за сите деца, што се тако е да има некој ментор што ќе го води приказната. Заради тоа што нас не беше голем проблем да се влеземе, затоа што не може само детето да се развива или само да вежба. Треба некој што ќе го упатува, што ќе го коригира, што ќе му дава на крај стимул. Колку ви беше тешко да пронајдете соодветен ментор, да кажам? Знаеш како го најдовме? Јас со менторот сме цимери бевме. Значи пак ќе речам судбината ги. А он беше еден од меѓу најдобрите студенти во Македонија, што направи докторат, што е меѓу најдобрите 3 доктората во Австралија и извонредна личност. И он кога прочита случајно за Македонија, ми се јавува, ми вика, дали ова твоето дете? Реков да, од сега јас го преземам. И така се случи. Да. Му го оставивте на него. Му го оставив, да. Тој е едукативен процес, он го води заради тоа што има многу поголемо искуство од мене. И он работеше и на факултетот во Австралија и така да ги има сите и тие контакти и ги знае сите тие работи што треба да се бидат околу Македонија, затоа и ден денеска он ја води работата. Се гледа дека резултатот е прекрасен. Така.
За крај, ако немате што да додадете повеќе, јас само сакам уште еднаш да ви се заблагодарам и дека ми беше навистина огромна чест што разговарав денеска со вас. Благодарам од срце на поддршката пред се, заради тоа што ни е битна и за цела Македонија. Мора да им се заблагодарам на сите затоа што биваме толку голема поддршка од луѓето, не среќаваат секаде по улица, ми пишуваат, јас сум стварно воодушевен од поддршката што добиваме, затоа што тоа дава стимул да он продолжи и кога ќе иде на тие надпревари, кој ќе го облече тоа знаме, да знае кого представува. Така. Фала ти, Македон, уште еднаш. Благодарам многу. Благодарам, прекрасни бевте.